Време за второто линковско вклучување од Битола, Александра Максимовска со втората тема за ова утро. Александра, добро утро. Добро утро. Како што најавивме во првото линковско вклучување, ќе разговараме на тема измами. Замислете ви звони фиксниот телефон, ви се јавува некој и ви кажува дека член на вашето блиско семејство доживеал сообраќајна несреќа и дека итно се потребни поголема сума на пари. Ваквите телефонски повици во Битола се реалност, но приказните се лажни. Од секторот за внатрешни работи во Битола информираат дека во последниот период забележан е поголем број на вакви појави. Токму на оваа тема разговараме со нашата денешна гостинка Сања Стаматова, портпарол на СВР Битола. Добро утро, Сања. За почеток ќе почнеме со тоа колкав е бројот на пријави и за колку бележи зголемувањето на измами од ваков вид. Добро утро, Александра. Добро утро и на вашите гледачи. Ви благодарам што ми дадовте прилика да излезам пред камера и да ги подсетиме гледачите, особено оние повозрастните, со какви се појави ние како сектор за внатрешни работи Битола и пријави од страна на повозрастни граѓани се соочуваме. Значи, во изминатиот период во секторот за внатрешни работи Битола зачестена е појава каде што повозрастна група на граѓани се телефонски измамени. Измамата, односно сторителите, тоа го прават на начин што ги доведуваат во заблуда повозрастните граѓани, на начин што им се јавуваат телефонски. Значи, кога велиме телефонски, сакам да кажам дека му се јавуваат на оние фиксни телефони, кои што, да речем, ги имаат повозрастните, ние младите ќе речеме дека не ги користиме, меѓутоа повозрастните се уште ги користат тие фиксни телефони. Меѓутоа, одма па тоа комуникацијата се префрлува на нивниот мобилен телефон кој што веднаш му го даваат и ги доведуваат до заблуда каде што им кажуваат дека нивни блиски луѓе, односно синови, ќерки, внуци, направиле сообраќајна несреќа, учествувале во незгода во која што повредиле одредено лице, за да избегнат прогон, бараат одредена сума на парични средства кои што повозрастните треба да им ја дадат. За жал на овие вакви појави наследуваат повозрастните граѓани. Кои се најчестите суми кои што ги бараат измамниците? Не случајно, значи, сторителите, односно измамниците, да ги кажам, ги одбираат оние повозрастни граѓани на кои што емоциите побрзо ќе им реагираат и ги фаќаат на емоции. Да, бараат голема сума на пари, значи почнуваат од некаде 30.000 евра, 20.000 евра, 10.000 евра и на крај се сведува на она колку што можат истите да им обезбедат и да им дадат. За жал измамени се. Колкав е бројот во последниот месец или според вашата статистика на вакви појави? Според нашата статистика која што ја имаме како сектор за внатрешни работи, само во месец февруари, значи имаме 5 пријави од измамени граѓани. Можам да кажам, значи, дека секторот за внатрешни работи Битола, односно полициските службеници превзедоа интензивни мерки и активности, ги расчистија овие кривични дела од страна на судските органи, одредени и мерка притвор, мерка на предпазливост, меѓутоа, значи, сакам еден апел да упатам, тоа и на крај ќе го кажеме, но да го упатам и сега апелот да внимаваат, особено исклучително да бидат внимателни повозрастните при телефонска комуникација со непознати лица, да биде проверлива информацијата која што им ја кажуваат и веднаш да не ги даваат нормално паричните средства доколку ги имаат. Кажавте дека има приведени лица и дел од сторителите се откриени, но дали станува збор за некоја организирана група? Факт е дека станува збор за организирана група, бидејќи од сите тие кои што ги имаме приведено сторители, значи сознанијата ни укажуваат дека ова е организирана поголема група на сторители кои што роварат на нашето подрачје. За жал, секторот за внатрешни работи Битола е голем сектор кој што опфаќа повеќе градови, меѓутоа Битола ние како една од најзачестените градови, мал број се во прилеп измами, меѓутоа најчесто се сконцентрирани во Битола. Така, и покрај тоа што дел од измамниците се приведени, сепак измамите продолжуваат. Тоа укажува на тоа дека станува збор за организирана група. Според вас, зошто повозрастните граѓани се најчесто на мета?
Според нашата статистика, значи кога гледаме по нивната пријава, за жал доцна се пријавува во полиција. Сакам да упатам апел, значи еве уште веднаш да се реагира, веднаш да се пријави на 112, за да можат полициските службеници квалитетно и веднаш да реагираат. Повозрастните ги одбираат, бидејќи знаете во тие утрински часови кога што тие всушност им се јавуваат телефонски, знаат дека повозрастните се сами. Немаат друго лице кое што може да им укаже дека се работи за измама, иако истите знаат, иако ние сме работеле со повозрастни, со разни целни групи, иако нашата превенција секојдневно е на терен со повозрастните. Тоа е момент каде што тие ете така реагираат, не расудуваат дека се работи за измама, не можат да препознаат дека тоа е кривично дело. Во соработка со секторот за превенција вршите и повеќе едукативни и превентивни настани. Со кои граѓани најчесто и каде се одвиваат? Одсекот за превенција при секторот за внатрешни работи Битола е постојано на терен. Тоа со гордост можам да кажам, имаме реализирани бројни превентивни активности, посебно како целна група ни се повозрастните. Работиме со пензионерски здруженија, средби со месни и урбани заедници, посети на паркови, секаде каде што посети на пазари, секаде каде што можеме да сретнеме повозрастни граѓани, седнуваме, разговараме во неврзани моабети, им ги кажуваме модусите и начините на кои можат да бидат наседнати и да бидат измамени. Исто така работиме и со помладите, значи тоа уште од школска возраст, кога држиме едукативни предавања, тоа им го кажуваме за да можат истите дечиња да го пренесат дома кај нивните баби и дедовци. Колку е важно навременото пријавување? Еве, можеби лицата нема да бидат измамени, меѓутоа има обид. Дали треба и тогаш да се пријави? Да, можам да кажам дека во секторот за внатрешни работи имаме и пријави за доста обиди за измами, меѓутоа тука навремено за стреќа се спречени од страна на друго лице кое е присутно во домот каде што се јавуваат, тогаш веднаш престанува комуникацијата. Значи, важно е и обидите да бидат пријавени во секторот за внатрешни работи Битола. Секој сомнителен повик да биде пријавен. Мора да биде пријавен за да може навремено да реагираме. Ви благодарам, ви посакувам успешно справување и намалување на бројот на овие пријави. Ви благодариме и ние како сектор и ви благодариме што не следите постојано за нашите успеси. И за крај, еве, ќе упатим уште еден апел до сите граѓани да бидат запознаени и да знаат колку може да вреди да кошта едно телефонско јавување, односно лажен повик. Во Битола за жал тоа може да вреди една цела животна заштеда. Затоа апелот да не биде само до повозрастните, да биде и до помладите, да ги информираат своите повозрастни лица дома дека во оваквите појави се позачестени и секој еден случај и обид веднаш да биде пријавен.